почитувани представници на медиумите. Инвестираме значајни средства за изградба и модернизација на целокупната инфраструктура во државата, како никогаш досега, од независноста на Македонија до денеска. И тоа не го кажуваат само бројките, туку и многобројните проекти на терен. Доволно е само да погледнеме околу нас, работиме на реализација на крупни капитални проекти во сите плански региони и во сите општини од државата. Владата си зададе обврска и задача да ја развие економијата, да ја донесе државата напред на патот на просперитетот и токму тоа го правиме преку изградбата на модерни патишта и модерна национална и регионална патна мрежа, со која ги поврзуваме населените места и обезбедуваме поквалитетни услови за живот на сите граѓани. Денеска заедно со претседателот на владата, директорите и градоначалникот сме на увид во градежните активности на рехабилитација на патот Демир Капија Давидово, пат кој е од големо значење за жителите на овој регион, особено на земјоделците и лозарите, бидејќи поврзува повеќе населени места и земјоделски површини и со чија рехабилитација обезбедуваме подобро поврзување и извршување на нивните секојдневни активности. Во овој момент се работи на тампонирање на патот, за чија рехабилитација инвестираме над 25 милиони денари. Работиме на терен активно и овие работи кои што се изведуваат денеска ги работи јавното претпријатие за одржување на регионални магистрални патишта. Сакам да истакнам дека сум задоволен од прогресот на градежните работи и дека многу скоро во текот на овој месец ќе завршат градежните работи на овој патен правец. Наш врвен приоритет е преку рекордни инвестиции во инфраструктурата да ја доближиме земјата до Европската Унија, да обезбедиме европска перспектива и развој на државата, нови инвестиции и нови добро платени работни места за нашите граѓани. Како што можете да забележите, нашите теренски посети се интензивираат, посветено работиме на голем број на инфраструктурни проекти низ целата држава. Започнавме со реконструкција на дел од автопатската делница од коридорот 10, на која што бевме пред само недела дена, а тоа е делницата од Демир Капија до Неготино, а исто така со силно темпо се работи и на изградба на експресните патишта Градско Дреново Фариш и Ранковце Крива Паланка. Минатата година ја завршивме и реконструкцијата и рехабилитацијата на обиколницата на Демир Капија, кој што беше многу значаен проект и за граѓаните, и за градоначалникот, и за целата општина. Преку Министерството за транспорт и врски активно работиме на рехабилитација и на локалните патишта, на локалната патна мрежа во општините. Во општина Демир Капија досега со подршка на владата се рехабилитирани 4 локални патишта. А сакам да најавам дека и локалниот пат Демир Капија Попова Кула започнува со реализација во тек на наредниот месец. Исто така би сакал да информирам дека сме во финална фаза на распределбата на првата социјална зграда во Демир Капија, која брои 16 станови, каде обезбедуваме топол дом за граѓаните и ранливите семејства од општина Демир Капија. И овде нема да застанеме, напротив, продолжуваме со инвестиции во модерни патишта, бидејќи тоа значи инвестиција во иднината на државата, во иднината на младите и на генерациите кои што доаѓаат после нас. Уште еднаш сакам да порачам, нашите теренски активности продолжуваат со засилено темпо и во наредниот период. Време за губење повеќе немаме, ја градиме и модернизираме патната инфраструктура низ целата држава. Македонија мора да биде и ќе биде главна крстосница на Балканскиот полуостров. Ви благодарам.